Типските матуранти веќе наголемо ги започнаа подготовките за матурската вечер. Иако дел од нив се уште се во фаза на избор и планирање, некои веќе имаат избрано комбинации и внимателно го распоредуваат буџетот, кој најчесто се движи од неколку илјади до околу 20.000 денари, зависно од желбите и стилот. Вела дека не мора да се потроши многу за да се изгледа впечатливо, но сепак оваа вечер ја сметаат за посебна и вредна за вложување. Дел од нив потенцираа дека прво треба да се завршат училишните обврски, па потоа вистински да се ужива во прославата. Конкретно уште немам, ама имам повеќе опции, ќе биде уште, има уште некои 20 дена, ќе биде. Па искрено треба да се одвое, ама тоа обично женските, они сакат нешто така повеќе. Но не дека не може да се најде за помалку, зависи од фустанот, зависи од што кој како сака да носи тоа. За матурската. Па искрено да, според мен би требало прво да се завршат сите испити, па после да матурската да славиме за тоа, а не пред тоа. Ама веќе ако е така, зависи кај кој одеме, колку е. Сега од прилика им може да 3.000, 4.000, 5.000, зависи тоа се што ќе посакаме да ни направат. Сега за табло, они поевтино е, затоа што не е толку многу, не тражиме нешто многу, ама прилика толку ќе да е. Матурантите со веќе избрани комбинации скромен буџет од околу 6.000 денари, а дел се уште планираат со очекувања до 20.000 денари. За сите нив, ова не е само трошок, туку посебна вечер што треба да остане како незаборавен заеднички спомен. Да, почнав. Да, имам избрано. 6.000 денари за работа, кондурите по 1.000 и нешто, тоа скромни сме сите. Многу се, но таа е последна вечер кога ќе се видиме сите заедно. Таа е специјална вечер за сите матуранти, треба да бидеме точно убави. Не, уште не, моментално. Се зависи. Прилика 15 или 20.000. Матурантите беа согласни дека без разлика на потрошената сума, најбитно за нив е да ја поминат вечерта во веселба, бидејќи како што велат тие, таа вечер ќе биде последна кога сите ќе бидат на едно место.